Сегашните состојби на село, што се резултат на досегашниот развиток, ги карактеризираат низа отворени и мощни актуелни проблеми, чие решавање мораме да го сместиме во целокупниот развој на нашето општество. Третирајќи ги овој пат одделно и дел од овој проблеми што се од актуелна природа, ние тоа мораме да го поврзуваме и со развојот на другите општествени процеси. Подпирајќи се на ваква појдовна основа, мораме најнапред да подсетиме дека самоуправувањето како основа општествен однос не е исклучиво сврзано само со работното место, туку тоа мора да се развива и се повеќе да доаѓа до израз многу пошироко во комуната и во населбата. Тоа значи и ни сите други самоуправни интереси што ги изразува општествен субјект кој живее во селото. Сваќајќи го вака и во најширока смисла самоуправниот однос, едновремено сме должни да констатираме дека тој што се однесува до селото не е доволно развиен и како резултат на тоа заостанува изразот на иницијативата и мобилизација на работниот човек што живее во него. Не негирајќи ги резултатите што сме ги постигнале во развојот на самоуправните односи на село, особено оно што се остваруваат со активноста на одделни селски местни заедници, треба да се предочи дека просторот што досега тие го отварат се уште не дава можност за едно пошироко самоуправно изразување на работниот човек на село. Тој често низ местната заедница изразува само кога е во прашање конкретното одлучување по одредени материјални прашања, кои што се комуналниот самопридонес, изградба на витални комунални објекти и слично. Се уште не можеме да бидеме задоволни со така и со изразувањето на работниот човек на село низ општествено-политичкиот живот, а во тие рамки низ активноста на местните организации на Шујчки сојуз и Сојуз на комунистите. Заправо се работи за него се уште недоволно влијание во збогатување на содржините на идејно-политичкиот живот на село, на пошироко изразување на неговите интереси и слично. Очигледни се за останувањето и во влијанието на работниот човек на село за решавањето на проблемите на комуната, а не само на оние што се непосредно сврзани со животот на неговото село. Всушност се работи за заостанување во непосредно влијание и самоуправното изразување во креирање на политика на комуната, на глобалните токови на производствената ориентација, политиката на цените на земјоделски производи, организирана пласман на производството и пазарот воопште и слично. Сето тоа досега се чини повеќе посреднички, што е очигледно недоволно. За останувањето во самоуправното изразување се уште поочигледни кои се работи за мощни, конкретни и доста значајни интереси на работниот човек на село. Во степен на развојот, во сегашниот степен на развој на самоуправните односи, тој недоволно влијае и недоволно учествува во работата на водостопанските организации, заедниците за здравствено осигурување, културните заедници и други интересни заедници, а во тие рамки не можеме да бидеме задоволни со неговата самоуправна поврзаност со општествениот сектор на земјоделството. Меѓу другото, и како резултат на вакви заостанувања во селото се јавуваат и поединци кои, користејќи ја недоволната развиеност на самоуправните односи на село, се изразуваат како узурпатори на самоуправни права на работните луѓе. Сето ова заедно со бирократско-тенократските тенденции што се изразуваат во општинскиот центар кон селото, патерналистичкиот однос кон него и слично, битно влијае на поврзаност на работничката класа со работниот човек на село, на поуспешното решавање на прашањата што се од взаимен интерес, односно на одлучувачкото влијание на работничката класа во одредувањето и остварување на позицијата на село и на неговиот натамошен развиток. Поаѓајќи од тоа дека на подрачјето на селото живее повеќе од половина на населението во републиката и дека за останувањето во развојот на самоуправните односи се однесува на ваков доста значаен простор, мораме посебно да го повлечеме фактот дека тие едновремено значи и недоволно остварување на самоуправните интереси на целата работничка класа. Од тука Сојуз на комунистите е должен многу поконкретно и со зголеми напори да ги проширува овие простори и во нив постојано да внесува и да ги избогатува самоуправните содржини на село. Неретко и односот на општинскиот центар, односно на градот спрема селото, е причина за делот овие заустанувања во развојот на социјалистички самоуправни односи на селото во целина. Во случајот се работи заправо за недоволна свртеност кон селото, за недоволна присатност и недоволно познавање и третирање суштинските прашања од животот и развојот на селото. Ова колку се однесува за другите самоуправни структури во комуната, толку и што е за нас посебно значајно и за органите и форумите на општинските организации на Сојузот на комунистите. Сегашните состојби во развојот на самоуправните односи на село били и под одредни влијанија и на надмините елементи на досегашниот политички систем.
Sočuvajući se s ove konstatacije, treba da naglasime дека со премената на уставните амандмани всушност се создаваат нови можности и многу поповолни услови кои истовремено ги обврзуваат членови на Сојуз на комунисти и други социјалистички самоуправни сили за натамошниот развој на самоуправните општествено-економски односи на село. Во таа смисла од посебно значење за натамошниот развој на селото, а во тие рамки и на индивидуалното земјоделство и на натамошната целокупна социјалистичка преобразба е амандманот 24 на Сојузниот устав. Со неговата доследна примена се создаваат мощни поволни можности што ќе водат кон поинтензивно поопчествување на трудот со здружување на средствата за работа и трудот врз самоуправна основа, меѓу себе и со организациите на здружениот труд. Се работи за право за вклучување во општествено организираното производство и токовите на општествена репродукција на индивидуалното земјоделство, што ќе возможува развивање на самоуправувањето на поширока основа во местните заедници, во здравството, во школството, во културата и во другите општествени дејности на села, што сето заедно представува битен услов за самоуправен социјалистички развој на селото и пошироко за вкупниот развој на самоуправните односи во републиката. Во вкупниот третман на актуелните прашања што се сврзани со состојбите и развојот на селото, заслужуваат одредно внимание проблемите што произлегуваат од производствената ориентација, сигурноста на производство и стабилност на политиката на цените, организацијата на пласманот и пазарот, а во тие рамки односите на сферата на прометот кон индивидуалното земјоделско производство, како и поврзаноста на општествениот сектор со индивидуалните земјоделски производители преку повеќе форми на кооперација. Несредните состојби на овие подршја вршат исто така битно влијание на статусот и положбата на работниот човек на село и на целокупните односи и развојот на селото во целина. Повеќе години се соочуваме и со недоволното присуство на глобална производствена ориентација, особено во индивидуалното земјоделско производство или поточно во нејзиното непосредно поврзување и остварување. Тоа има свое влијание на сигурноста на производствените односи, а со тоа и на процесот на трансформирањето на индивидуалниот земјоделец во современ стоковен производител. Одредни влијание на состојбите на села вршат и недоволната организираност на пласмат на индивидуалното земјоделско производство, на недоволната организираност и дејствување на пазарните институции, како и на односите на прометните организации на здружен труд спрема индивидуалниот земјоделец како производител. Во услови на недоволна насоченост на развојот на овие односи во практиката, на нивната меѓусобна сообразност и взаимна поврзаност, често се манифестира и стихијата која еднакво и негативно влијае како на производителот и на вистинската реализација на неговиот вложен труд, така и на потребите на потрошувачот и на неговиот животен стандард. Во вакви услови неретко екзистираат шпекулативни елементи и на купци кои на одделни пазари се фактор што ги формираат цените, создаваат фиктивни вредности, влијае на нереално покачување на цените на земјоделските производи, а со тоа и на целокупниот животен стандард на работните луѓе. Во тој поглед, инспекцијските и други државни органи се уште недоволно се ефикасни. Во вакви услови и односи, големите разлики во цените од откупот на малопродажбата го создаваат нереалниот доход на непроизводствени предпријатија, групи и граѓани, а со тоа се нарушуваат основните социјалистички норми за наградување според трудот и неповолно се влијае во структурирањето на производството. Покрај интервенциите на пазарот, таквата состојба може да се надмини со долгорочно насочување на земјоделското производство, поголеми стоковни резерви и поголемо производство во општествениот сектор, со што ќе се овозможи пазарот да ја афирмира својата насочувачка улога во структурирање на земјоделското производство.
neravnopravната положба предизвикана од потреба за побрза индустриализација на земјата, посебно на одделни земјоделски производи карактеристични за нашата република, се манифестира преку недоволното користење на расположивите природни услови и земјишниот фонд. Неповолната структура во користењето на земјоделските површини резултира и од недостатната опременост на индивидуалното земјоделство со основни механички средства. И покрај позитивните тенденции во нивно техничко упремување, кои се одразува врз производствените резултати, се уште е релативно мал обемот на овие средства во индивидуалната собственост, што структурата на производството предимно условено до можностите за задоволување на собствените потреби во исхраната кај најголемиот број производители, при што само вишокот на производите поприма стоков карактер. Постигнатите приноси кај одделни земјоделски култури во индивидуалниот сектор во изминатиот период има тенденција на пораст, но се уште заостануваат во споредба со општествените земјоделски организации. Ниските приноси по единица обработива површина и нивниот релативно послаб квалитет, поради послабата заштита на производството, најнепосредно влијаат на доходот кој се остварува во селското домаќинство, а кој споредно во однос на доходот на четирочлено работничко семејство се наоѓа во однос 1:2. Покрај тоа, релативно големо е учеството на даночните и други фискални и нефискални давачки, придонеси за здравствено осигурување, данок на употреба на туѓа работна сила, данок на приходи од згради, месен самодопринос, придонос на Републичкиот фонд за води, принос за јавни патишта, патарина и така натаму. Основните реагирање при тоа произлегуваат најповеќе од третманот на индивидуалниот земјоделски производител како даночен обврзник, а не како активен учесник во создавање на општествен производ и во стопанскиот живот во целина, во неможноста за согледување на патиштата по кои собраните средства се движат и колкава е нивното учество во унапредување на земјоделското производство. Проблем представуваат селата во ридско-планинските подрачја во Републиката, кои се карактеризираат и со релативно поголем број членови на домаќинство. Во такви услови секако се наметнува потребата од диференциран пристап во определувањето на вкупниот квантум на општествени давачки, а не само на данокот и континуирано следење на влијанието на давачки врз животниот стандард. Второ, недостатната практична афирмација на задругарството и кооперацијата меѓу општествени земјоделски организации и индивидуалните производители како метод за поопштествување на земјоделското производство и афирмација на земјоделскиот самоуправен стоков производител. Кооперацијата како метод за поопштествување на земјоделското производство и како алтернатива за развој на социјалистичките односи на село има несомнено големо економски и општествено-политичко значење. Економската потреба од кооперацијата произлегува од двојството на сопственичките односи врз основните производни капацитети во земјоделството, со цел да се овозможи нивно поадекватно користење. Заради тоа и кооперацијата представува неразделна компонента за развојот на земјоделството и селото. Во нашите специфични услови на дејствување и афирмација на стоково-паричните односи, низ двојството на сопственичките односи врз производствените земјоделски капацитети, дејствуваат низа елементи кои го детерминираат нивото и динамиката на земјоделското производство. Заради тоа и влијанието на општествените земјоделски организации на здружен труд во постигањето на еднакви резултати во производството може да се согледа и преку нивото на кооперацијата. Секако дека логичка предпоставка на кооперативната соработка представува и другиот учесник, односно индивидуалниот производител, како и можности за согласување на неговите со општествените интереси. Затоа е неопходен услов представува пред се зголемување обемот на кооперацијата, чија функција се реализира наоѓа одраз во зголемувањето на земјоделското производство, меѓутоа обемот на кооперацијата во Македонија во изминатиот период е се уште мал. Производствената кооперација како највисок облик се применува на мощне мали површини и покрај видните резултати. Сето тоа има несомнено влијание врз неадекватната производствена структура и ниското ниво на приносите во индивидуалниот сектор. Покрај натурално-економското, кооперацијата има уште едно поголемо општено политичко значење. Наследената структура на земјоделството,
въобще со самоуправен социализам има определени импликации на вкупните обществени движења. Оттаму земјоделството, поточно селото, нужно бара побрза трансформација преку целосно вклучување во општествениот живот. Во такви услови кооперацијата како метод има несомнено влијание во иницирањето на определени движења, но и конкретна сатисфакција во поврзувањето на индивидуалните производители преку разни форми на општествениот процес на трудот. Од споменатите моменти кооперацијата добива една поширока димензија која бара предуслови во подоследната реализација со цел да се одвива поорганизирано и во интерес на двата партнери и на општествената заедница во целина. Покрај отсутството на разработени објективни услови за поинтензивен развој на кооперацијата во земјоделството, недостатниот обем произлегува и од неангажирањето на општествените организации на здружен труд, претежно поради преокупираноста со сопствени проблеми, но исто тако и поради определено самозадоволство во работењето. Здружувањето на земјоделците и поинтензивниот развој на кооперацијата по прецизно определени со уставните амандмани, во наредниот период во голема мера ќе го окупираат вниманието и ангажирање на Сојуз на комунисти, те со цел врз самоуправна основа позаборно да се развива селото.